функционерите да ги трнат рацете од правосудството, порака од Стейт департментот, политичкото влијание се помалку да се намалува. Од друга страна, Брисел најавува мониторинг за состојбите и оценка околу состојбите по разрешувањето на делот судиите, членови на судскиот совет. Од друга страна пак, холандскиот амбасадор Дирк Јанкоп прашува каде се милиардите кои што ги дадовме на Македонија во однос на реформите, а особено во делот на битката против корупцијата и владењето на правото. Во ово издание на Трилинг гостин во емисијата вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Господин Маричич, низа на критики, некој ќе рече добронамерни, некој директно во центарот со директна прозивка до вас, дека корупцијата и криминалот стануваат голем проблем кој го еродираат целокупното општество. Имате ли план реално да најдете концепт како да го ослободите македонското правосудство од политички и бизнис стеги? Мислам дека она што денес го имаме е многу различно од она што го затекнавме од 2017 година. Тоа не значи дека нема проблеми, тоа не значи дека нема работи на кои што мораме да работиме, тоа не значи дека нема влијание. Но тоа значи дека функционираме во еден отворен систем кој што овозможува сите слабости да излезат на површина и на тие слабости да работиме. За тоа е потребна политичка волја од сите актери, јас верувам дека има и ќе треба да ја преточиме во конкретна акција. Мислам дека оваа влада остави многу простор на правосудството да покаже на дело и независност, и интегритет, и одговорност. За жал, не секогаш судството беше на висина на оваа задача, иако имаме, може да се пофалиме со примери кои што ги нема во регионот, случаи против поранешни премиери, против високи функционери на поранешната, па и на сегашната влада, без при тоа да предизвика, да речем, партиски или политички импликации. Мислам дека борбата за интегритетот на судскиот совет и на судството е борба која што мора да ја води судската фела, а мора да ја поддржува политиката. Јас и како министер за правда и од оваа позиција секогаш сум бил за тоа и секогаш сум ги поттикнувал дека мора да ги користат своите законски можности, своите законски инструменти за да ја зајакнат својата позиција, за да се ослободат или да речеме ги блокираат сите можности за влијание. Добро е што спомнавте и бизнис влијание, бидејќи политичкото влијание не е единствено влијание кое што го има во судството, тука има и лични релации, бизнис релации, бизнис интереси и затоа е многу важно да се гледа севкупната состојба. И знаете дека Европската унија најави оценска мисија. Сметам дека е тоа еден добар чекор и владата ќе го прифати тоа. Во однос на најавата за европски мониторинг и оценка околу работата на судскиот совет, дали помалку тоа не е порака дека Македонија нема капацитет сама да ги решава проблемите и се доведуваме можеби до една ситуација да наликуваме помалку на протекторат? Не се согласувам, бидејќи ние сме држава кандидат за членство во Европската унија и механизмите на ЕУ, извештаите на ЕУ секогаш не биле инструмент за подобрување. И оној годишен извештај што излегува секој октомври, но не заборавајте, клучна улога во разрешување на политичката криза во Северна Македонија беше извештајот на Прибе во 2015 година, кој што ги исцрта линиите по кои што треба да се движи државата. Делото е исполнето, дел не е. Она што сакам да го кажам за оценската мисија, мислам дека тоа е добар сигнал и дека ние треба да го искористиме како можност. Владата тоа мора да го прифати, мислам дека за тоа никој нема дилема и тоа е пред се порака до судскиот совет и до тоа што се случуваше во изминатиот период. Имиджот на судскиот совет е слика за целото правосудство и затоа е важно да се таа оценска мисија, знаете, оди секогаш детално, не е прва, сме имале ние оценски мисии и имаме за многу области, но таа оценска мисија ќе оди детално во анализирање на слабостите на судскиот совет и неговото функционирање и ќе даде конкретни препораки. Јас само сакам да кажам една работа. Овој судски совет работи по закон кој што е донесен пред неколку години, 2019 година. Тогаш беше нов закон и беше одобрен од Европската комисија и од Венецијанската комисија. Впрочем, таму беше вметнато на решение дека само од редот на несудските избрани лица во судскиот совет може да биде председател, тоа падна на Уставен суд
И мислам дека сега е добра прилика со таа оценска мисија, владата стои на располагање, судскиот совет да си го врати својот кредибилитет. Дали е тоа возможно брзо и сега? Јас мислам дека да, ако се действува и ако се делува. И овие членови, и наредните членови кои ќе дојдат, имаат простор. Секако секој си има своја лична одговорност. Не заборавајте, секој е избран со име и презиме и действува таму со име и презиме. И мислам дека што повеќе ја конкретизираме одговорноста со име и презиме, толку подобро ќе биде и побрзо ќе дојдеме до решение. Маричич, дали тандемот со отворањето на предметот Скопје 2014, тандемот Јовевски Абази се обидува да ја дефокусира јавноста од тековните состојби во битката против организираниот криминал и корупција, или дали може би ова е ваш обид уште еднаш како владеачка гарнитура да извршите притисок суптилен врз опозицијата, да ве подсетам дека Преспанскиот договор беше на сличен начин изведен. Ете, Преспанскиот договор беше за да ги спроведете уставните промени, да бидеме јасни. Во друг контекст беше донесен и беше врзан со случајот 27 април. Ако на тоа алудирате, ова е нешто сосема друго. Овој случај долго време стоеше во обвинителството и предпоставувам дека имало некои нови сознанија, нови документи, нови докази што сега го отвараат. Можам да ви тврдам дека никаква координација нема меѓу владата и обвинителството во врска со стратешкото превземање на овој случај или отварање на овој случај, бидејќи ние јавно го повикавме како влада и повеќе чинители во владата, обвинителот Абази и обвинителот Јовевски да ги разгледаат и актуелните случаи. И овие што се отворија како дилема во јавноста или како тема во јавноста во изминативе месец дена, и сите. Значи, никогаш не сме правеле селекција, вие знаете, не треба јас да подсетам дека има и актуелни, да речем од актуелната гарнитура, функционери, поранешни функционери, двајца генерални секретари поранешни на владата кои што се пред суд и ја тераат таа постапка. Тоа сигурно не го наредила владата, тоа сигурно не го сугерирала владата. Сакам да кажам дека владата ниту има, ниту треба да има контрола врз тоа што го работи обвинителството и врз случаите што ги отвара. И мислам дека во тој контекст треба да се гледа ова како обид да се затворат случаите на СЈО после долго време, конечно се затвори таа приказна со овој мега случај кој што беше мега случај уште тогаш кога се отворија овие приказни, затоа што и во извештајот на ЕУ секоја година стои како е забелешка забрзување и завршување на случаите отворени. Маричиш, оние кои ја гледаат оваа емисија ќе речат зошто вие сте вице-премиер за европски прашања, ви поставам прашање поврзани со правда, добро владење, корупција и криминал, но тоа се дел од клучните поглавја за преговори со ЕУ. Уште малку ќе се задржам во делот на доброто владење и борбата против корупцијата. Стейт департментот го стави мерко на црната листа. Може ли да се очекува некои од големите зверки, бизнис зверки да се најдат на американската црна листа или пак некои од функционерите од владеачката гарнитура од редовите на СДСМ? За тоа одлучува американскиот Стейт департмент. Ние немаме информации кои би можел и како би можел да се најде. Она што сме сигурни дека секој сигнал од нашиот стратешки партнер го земаме сериозно и немаме намера ниту како СДСМ, ниту како влада, доколку тоа се случи да го оставиме така или да го премолчиме. Јас ќе имам прилика и наредната недела патувам за Вашингтон, каде што ќе имам повеќе средби. Не би сакал воопшто на таа тема на листите да разговарам, бидејќи тоа е исклучиво право на нашиот стратешки партнер, но можеме да разговараме на тоа како да подобриме механизмите за борба против корупција. Зошто господинот Мерков го останува во некаква привилегирана позиција? Вие не чувствувате одговорност, без да разлика што тој е градоначалник, а вие сте извршна власт. Не чувствувате одговорност што висок функционер на дуи до вчерашен е ставен на црната листа на Стейт департментот? Видете, има два дела на приказната што ја кажувате. Едниот е институционалниот, другиот е политичкиот. Политичката одговорност исклучиво може да ја бара неговата партија и секако партијата каде што тој припаѓа дуи неговите
политички раководители, шефови. Што значи Она дека останувате дека луѓето кои Али Ахмети ги именува исклучиво одговараат пред лидерот на интегративците, а не и пред... Не, тоа е премногу генерално кажано и генерализација. Зборуваме за градоначалник избран на директни избори, изборуваме за некој кој што е предложен од политичката партија ДУИ. Значи, ние нема СДСМ ниту механизми, ниту одговорност да предлага или да притиска некој да даде оставка. Премиерот кажа што би направил доколку бил на негово место, меѓутоа чувството на одговорност е и лично, меѓутоа и на политичката структура на која што ја припаѓате. За нас е многу важно да институциите го кажат своето. Значи, секако, бидејќи се нафатија веќе да ги разгледуваат случаите кои што се биле отворени за градоначалникот Мирко, и важно е институциите да дадат своја оценка. Знаете, често кај нас се сведува се на, да речеме, политичка представа и политичко препукување, а не се следи институционалниот тек. Многу е битно да има институционална разрешница на сите овие отворени прашања. Влеговте во директна конфронтација со председателката на антикорупцијска, зошто владата ги игнорира иницијативите од антикорупцијска за барање одговорност и разрешување на одредени личности? Видете, не е точно дека игнорира. Јас ќе зборам за мојот дел и за она што го спомна председателката за мене. Јас сум еден од оние што постојано дава отворена јавна поддршка на ДКСК и секогаш имале отворена врата за соработка, сум помагал секако како што сум можел на таа институција. Беше спомнато улогата или моите разговори со председателката во текот на скринингот. Мислам дека сме должни да објасниме на јавноста која е улогата на ДКСК во скринингот. На секоја скрининг сесија, за секоја поглавје има еден дел кој што се однесува на антикорупцијската политика во таа област. При тоа се зборува и за закони и за постапување во одредени случаи во смисла на бројка, колку случаи се отворени, каква е нивната разрешница и така натаму. На еден од скрининзите за образование и култура, мислам дека беше, имаше слайдови кои што се занимаваа со конкретен случај, со име и презиме, со еден од директорите, директорот на Агенцијата за млади и спорт. Јас само констатирав непосредно пред почетокот на скринингот дека и кажав на председателката дека доколку остане тоа така, а претпоставувам дека ќе остане, јас само и најавувам дека ќе морам да му дадам прилика на господинот Мојсовски да одговори на наводите во тој слайд, бидејќи тој беше присутен таму, во салата на скринингот, и дека јас ќе морам да одговорам на едно од прашањата на слайдовите, бидејќи директно беше поставено прашање до владата зошто не е разрешен до сега. Исто така, морам да нагласам дека сите презентации, сите материјали доставени од ДКСК за потребите на скринингот се досега усвоени од владата така како што се дадени, без никакви промени, и се презентирани така како што сака ДКСК на секоја сесија. Но зошто останувате имуни на забелешките и апелите од антикорупцијска, дека, например, се злоупотребуваат државни ресурси за партиски цели? За да некој биде означен како сторител на кривично дело, судот треба да пресуди за тоа. ДКСК не е судско тело, ниту е суд, ниту може да одреди дека јас или вие или било кој го прекршил законот. Тоа може да го направи само судот. Проблемот е што мислам дека ДКСК се обидуваше да своите одлуки, своите иницијативи ги представи како конечни. ВМРО ДПМН ја обвинува СДСМ дека се криминалци. СДСМ вели ВМРО се криминалци. Мицковски вели Али Ахмети ќе заврши како криминалец. Дали со држава во изминатите 3 децении владеат криминалци? Не во изминатите 3 децении, меѓутоа имавме 11 години кога сигурно знаеме дека владееа криминалци, а тоа беше времето од 2000. Господин Маричев, 7 години сте веќе на власт. власт. Да, така е, затоа сакам да ви кажам, меѓутоа да не заборавајте, ВМРО ДПМН е политичка партија за која што има 2 случаи за нелегално финансирање на партијата и чие што седиште е под судска забрана. И многу имоти низ државата. Да не забораваме дека целото минато водство, дека дел од тие луѓе се уште се во ВМРО ДПМН е, дел и на позиции во собранието или на други места.
Не може ВМРО ДПМН така едноставно со чиста гола реторика да се ослободи од тој товар, притоа никогаш во овие 7 години, еве, ако не претходно, не изразија жалење во најмала рака, еве, ако не извинување, жалење за сите тие сторени злодела. Јас не сакам поединечни случаи да коментирам, навистина не е ни коректно. Бидејќи јас имам впечаток дека на ВМРО ДПМН не му пречат оние прекршители на законот што доаѓаат од нивната партија. Имам впечаток дека им пречат само потенцијални прекршители на законот од другите партии. И тоа сме го виделе на дело. Каква хипокризија. ВМРО ДПМН и СДСМ се караат за ДУИ. А и едната и другата партија, едните биле, другите сте се уште во коалиција со ДУИ. Кога ДУИ беше во владини преградки со Груевски, велевте тоа е криминална владина структура. Сега Мицковски вели тандемот Ковачевски Ахмети се изворот на криминалот и корупцијата. Тоа велам, таа запалдива реторика на ВМРО ДПМН често пука како меурот сапуница после некое време. Знаеме, така беше и со оној реторички напад дека ќе ја продадеме, бугаризираме или не знам што ќе направиме на државата. Така беше и онаа приказна за кантонизација и поделба на државата. Играта со чувствата, со жестоката реторика секогаш е инструмент во рацете на ВМРО ДПМН кој што драматично се менува доколку се приближат до власт. Гледате тренинг, гостин во емисијата вице-премиерот за европски прашања Маричич. Господин Маричич, почнавте со директни комуникации поединечни со представници од ВМРО ДПМН, бидејќи најавивте дека ќе идете низ директни разговори со луѓе од ВМРО за да ги убедите или да придобиете поддршката за уставни промени. Слушаме пораки од официјална Софија дека останува единствен услов бугарите да бидат внесени во преамбулата на уставот. Ете, комплетниот терен за ВМРО да даде поддршка на уставните измени е расчистен. Значи немаат веќе никаква причина, никакво објаснување да не дадат поддршка, затоа што обезбедивме не само ние, туку Европската унија со своите структури. Јасна и прецизна позиција од Бугарија и од другите држави членки на ЕУ дека нема други услови за продолжување на преговорите и отварање на кластерите и поглавјата, дека ова е главниот и единствен услов. Дека нашиот јазик и идентитет се заштитени и гарантирани од најголемите држави членки во Европската унија и дека преговарачкиот процес не може да го загрози нашиот идентитет и македонскиот јазик. И дека со решавање, со гласање на уставните измени се отвара патот за реално членство во Европската унија во наредните. Меѓутоа реално во овој момент тоа не поминува ниту кај најголемата опозицијска партија, ниту пак грото од македонските граѓани според анкетите не поддржуваат уставни промени. Тоа се обидувам да кажам, тоа е резултат на дезинформациите и пропагандата што се водеше целиот овој период. На онаа реторика што пука како меурот сапуница за која што зборував пред малку. Значи кога вие со години, особено последнива година дена, интензивно ја лажете јавност, говорите невистини, со цел да предизвикате страв кај граѓаните, нормално е дека се тие резултатите. Еве, отворено да разговараме во изминативе 2-3 месеца, ние се обидуваме да воспоставиме и јавен диалог, меѓутоа институционален диалог со ВМРО ДПМН за да ги расчистиме тие дилеми и заради нив и заради јавност. И сега веќе е многу јасно, мислам дека на секој што сака да разбере и што следи, дека основните тези на кои што се базира нивното противење да гласаат за уставните измени немаат основа во реалноста и немаат реална подкрепа. Во таа смисла, ние разговараме и понатаму и со представниците на ВМРО ДПМН официјално и со сите пратеници, тоа е наша обврска. Тоа не е никаков притисок, ниту не знам како и да се нарекува, се уште е рано да се каже за конкретен исход на гласањето, но мислам дека правиме се и ќе направиме се за да дојдеме до потребната поддршка не заради нас, не заради било кој еден политичар, туку заради иднината на државата. При крајот од овој разговор големи се очекувањата околу шпанското претседавање со Европската унија, но реално колку е возможно до крајот на годината да се спроведат уставните промени и да
почнат да се отвораат поглавјата. Нашата цел со шпанското председателство е јасна, да ги комплетираме уставните измени до крајот на ноември најдоцна и да обезбедиме услови за втора меѓувладина конференција. Сега ве прашувам лично, верувате на анкетите, истражувањата кои што се спроведуваат последниве неколку месеци, кои покажуваат непопуларни резултати во однос на вашето владење, односно поддршка даваат на ВМРО-ДПМН. Има уште еден сегмент во тие истражувања. Најголемиот дел од граѓаните смета дека државата се движи во погрешна насока. Не е најголемиот дел, меѓутоа има голема бројка. Видете, песимизмот и оптимизмот на нашиот народ и на нашите граѓани растат со резултатите. За жал, опозицијата повеќе ги базира својата политика на ширење на една негативна енергија и негирање на се што прави владата, а не нуди при тоа ништо ново. И тоа се гледа секој ден блика од безидејност, што освен предвремени парламентарни избори, ние ништо друго не сме слушнале во овие 3 години, 4 години од минатите избори од 20 до денеска. И јас мислам дека песимизмот што го има неспорно пред се должи на тоа што имаме 3 години криза. Од 20 година наваму имавме неколку серијали на кризи, има секако работи што може да се подобрат или слабости кои што ги имаме и како систем и како влада, но она што е важно, она што мене ми е важно, е што за сите слабости сме подготвени отворено да зборуваме и да работиме на нив, односно да вложиме енергија да ги надминеме. Постојат ли безбедносни ризици, имајќи во предвид дека се уште е отворено прашањето Белград-Приштина? Помалку изгледа индикативно, Курти вели не го примам рама на средба, нешто лут му е, а од друга страна ние треба да спроведеме уставни промени, да решиме внатрешни сериозни, да спроведеме внатрешни сериозни реформи. Босна и Херцеговина статусот исто така. Видете, интересно е како ги наведувате случаите на проблематични држави. Има безбедносни ризици во регионот, но ние сме на безбедната страна на границата, бидејќи сме членка на НАТО. И тоа е навистина една придобивка од сите тешки одлуки кои што ги донесовме, една силна придобивка, бидејќи денес седиме на масата, еве сега ќе има самит во Вилнус, каде што ќе се одлучува за безбедносната структура, односно безбедносната инфраструктура на Европа за наредниот период. Ние сме на безбедната страна на границата, затоа што сме во НАТО и кај нас затоа не се отвараат тие прашања преку безбедносната призма, но она што е битно е сега да го оствариме реално консензусот за членство во Европската унија. Тоа значи сите политички партии, вклучувајќи го и ДПМН, да јасно и гласно покажат на дело дека се за Европската унија и за членство, не само на зборови. Дел од нив тоа го направија со НАТО и затоа сме денеска членка на НАТО. Мислам дека е време да го направат и за Европската унија, пак ќе кажам, не заради СДСМ, не заради владата, не заради било кој поединец, туку заради државата, бидејќи како што денеска сме сигурни на страната на безбедноста затоа што сме во НАТО, утре ќе има други предизвици и за нас во наш интерес да бидеме што попрво во ЕУ. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме во некоја следна прилика, се надам. Благодарам на поканата. Следете интервју со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, а ние по кратката пауза продолжуваме со следниот соговорник. Гостин во емисијата ќе биде професорот од Правниот факултет и претседател на Сдруженијето на правници, професорот Горан Коевски. Следете не.